Беше тоа на 30 март 1948 година, кога започна депортацијата и екзодусот на македонците во Егејска Македонија како последица на грчката граѓанска војна. Меѓу нив имало десетици илјади деца, протерани далеко од дома и не ги паметат родителите, роднините и домовите. До 1950 година имало 5132 деца во Романија, 4148 во Чехословачка, 3590 во Полска, 2859 во Унгарија, 672 во Бугарија, а најмногу во СССР во Ташкент. Во периодот помеѓу 1945 и 1949 година, грчките владени сили стрелале околу 6000 македонци. Околу 50.000 македонци емигрирале во Југославија, а околу 30.000 македонци се населиле во Советскиот сојуз. Беше тоа на 30 март 1992 година, кога Република Македонија и Република Хрватска со размена на ноти склучија спогодба за воспоставување дипломатски односи меѓу двете држави на ниво на амбасади. Беше тоа на 30 март 1995 година, кога почина Димче Протугер, македонски сликар и графичар, еден од основоположниците на македонското сликарство по ослободувањето и еден од основачите на ликовната група Денес. Работеше пейсажи, мртви природи, дрворези, табисерии, илустрации за книги и друго. Роден е во Охрид на 24 октомври 1920 година. Беше тоа на 30 март 1994 година, кога во Страсбур, Република Македонија пристапи на 15 конвенции на Советот на Европа. Беше тоа на 30 март 2001 година, кога во планинарскиот дом Китка е најден убиен Јосиф Илковски, македонски новинар, публицист и писател. Роден е во Велес во 1924 година. Беше тоа на 30 март 2007 година, кога почина Трајче Попов, македонски режисер. Со гимназиско образование се стекнува во родниот град, а во 1945 година во Скопје завршува курс за новинари, пошто станува дописник на новинската агенција Тањук за Велишкиот округ. Во текот на 1946 година во Белград го завршува курсот за самостојни сниматели и режисери, што го организира Комитетот за кинематографија на Федеративна Народна Република Југославија и станува дописник на филмскиот журнал на Звезда филм. Од овој период се неговите први документарни филмови: Жито за народот, низ Пиринска Македонија, првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија и Братска помош. Има реализирано преку 100 документарни филмови со различна тематска определба кои одбележуваат спецификата на македонското поднебје. Меѓу нив се особено издвојуваат Бели Могри, Свадбата на шарпланинецот и Ликвидатор, за кои што има добиено и вредни награди и признанија, меѓу кои се наградите 11 октомври и 13 ноември. Попов има снимено и 2 играни филма: Македонска крвава свадба и Пресуда. Починал во својата 84 година од животот.